Турските теленовели веќе цела деценија непрекинато се емитуваат на речиси секој македонски канал. Веројатно и тешко дека постои некој кој досега не изгледал барем една турска серија. Карактеристично за нив, освен навидум идентичната содржина е тоа што уште од самиот почеток тие се синхронизирани на македонски јазик. Па ја немавме онаа привилегија како кај латиноамериканските да научиме дел од овој прекрасно кроен јазик. Секако постојат луѓе со поделени размислувања. Едни ќе кажат дека овие серии предолго се задржаа на ТВ екраните и дека нивната монотона содржина веќе одамна престана да биде привлечна, а пак нивните љубители велат дека од нив сепак може да се доближиме до една поинаква култура и начин на живење. Еве во продолжение за денешното издание на Маестрално ќе издвоиме 12 најгледани турски серии последната деценија. 1001 ноќ, серија инспирирана од истоимената книга од средовековната, средноисточната епска литература. Во главните улоги ги гледавме Халид Ергенч како Онур, Бергюзер Корел како Шехерзад и малиот Ефе Чунар во улогата на Каан. Интересен факт за гледачите на 1001 ноќ беше тоа што главните улоги и во приватниот живот беа и се уште се заедно. Серија за која што се крена на вистина голема прашина со оглед на тоа што беше првата турска сапуница емитувана кај нас. Кога лисијата паѓаат, дефинитивно една од најгледаните турски серии на наше тло, која се емитуваше дури и на 3 телевизии. Повторно сценариото е превземено од истоимениот роман од 1930-та, приказна за семејството Текин, кое го негува патриархалниот начин на воспитување и чии животни успеси и падови ги гледавме низ цели 5 сезони, односно 678 епизоди. Особено внимание привлекоа стариот и добродушен Али Риза или Халил Ергюн, Итрата Ферхунде или Денис Чакар и убавицата Неджла Фехри Евџан, која подоцна стане една од најпопуларните турски актерки. Бурни времиња, приказната за капетанот Али, љубовницата Каролин, неговата сопруга Джемила и 4 деца меѓу кои малиот Осман, за брзо време успеа да го привлече вниманието на гледачите. Се смета дека сценариото е инспирирано од вистинска приказна која на вистина ги воодушеви љубителите на ваков тип на серии. Инаку оваа серија се емитуваше на телевизија Сител во 2012-та. Серијата Езел беше нешто сосема ново за гледачите пред ТВ екраните. Една од главните улоги ја зема Омер или Кенан Емирзалиолу, младо момче целосно посветено на своето семејство, тројцата најдобри пријатели и љубовта на неговиот живот, младата Ишан. Вкусниот план кој што му ги приредуваат неговите најблиски вучкувајќи и неговата сакана тотална пресвртница за животот на Омер. Откако се враќа на дното, Омер решава да започне со својата одмазда. Во притаени страсти, мистична и една незаборавна љубовна приказна која ги поврзува тајните и лагите, неверството и силната желба за одмазда. Серијата е адаптација на романот на турскиот автор Халид Зија Ушаклигил. За трагичниот крај на оваа серија придонесоа главните актери извонредната Берен Саат или Бихтер и неодоливиот Киванч Татритук или Бехлул. Долина на волците. Оваа серија освен кај нас беше една од најпопуларните серии на целиот Балкан. Приказната се врти околу добро познатиот Полат Алендар или Неджати Шашмас, кој се приклучува на турската мафија како таен агент. Оваа серија брои вкупно 97 епизоди и е прогласена за најуспешна серија во Турција. Серијата Величествениот султан се вбројува во една од најгледаните турски серии до сега. Серијата базирана на животот на величествениот султан Сулејман, султанот со најдолго владење и неговата супруга Хурам, која од робинка станала султанка и негова кралица. Во епизодите живописно и преточено владењето на султан Сулејман и сите политички и љубовни интриги, но и борби за посакуваниот престол. Инаку типична, испреплетена приказна со одлични примеси на хумор и сатира видовме во серијата Украден живот. Во главните улоги се диаметрално спротивните сестри Бахар како Езги Асаролу и Евсун како Джерен Мореј. Инаку нивното семејство крие една голема тајна која што полека почнува да се разоткрива. Во Кара Себда, несекојдневна модерна серија која вирално ги привлече вниманието на гледачите пред ТВ екраните. Наведом станува збор за стереотипна љубовна приказна која со понатамошните случувања се претвора во нешто сосема неочекувано. Одличната актерска екипа ја сочинуваат Бурак Осчевит како Кемал, Несрихан Атагюл Доголу како Нихан и Кан Урганџиолу во улогата на неодоливиот негативец Емир. Влюбениот Ерген е турска комедија снимена од 2015 до 2017 година. Покрај динамичното сценарио за оваа серија, посебно се крена прашина поради Омер или Бариш Ардуч, кој е еден од главните ликови. Романсата на Омер и Дефне како Елчин Сангу
целосно ги освои симпатиите на публиката. За самиот крај, единствените Мемо и Џан, близнаци, разделени од самото раѓање, судбината одамна се поиграла со овие деца и нивната фамилија така што Мемо бил киднапиран и разделен од висинското семејство. Доаѓа време на откривање на тајните и време на весели ситуации со двајцата близнаци. Мемо и Џан навестуваат урнебесни авантури кои ќе спојат едни срца и ќе отворат волшебен свет на игри, забава и смеа. Во главната улога на оваа хит комедија е Емир Берке Зинџеде.